стопанството ни пропаѓа, економијата ни е во минус, во рецесија, индустријското производство паѓа 9 месеци поред, а тие ни прават филмови. Македонија е најдобра во Европа, Македонија е трет реформатор во светот. 350 милиони евра фрлија во камења, во мермер и бронза на само 1 километар квадратен во центарот на Скопје. Споменици, скулптури, триумфални капии, восочни фигури, скапи мостови со уште поскапи огради. Жално е, срамно е, греф е. Луѓето немаат леб да јадат, луѓето немаат лек да купат, за операција да платат, а тие изгореа стотици милиони за лечење на своји комплекси, за кич и невкус, за невиден криминал и грабеж. Ете, тоа е, драги мои пријатели, резултатот на 6 години преродба, на 6 години лажни реформи и уште полажен патриотизам. Жална Македонија на жални врби. Во сиот изминат период, целокупната власт во оваа земја се наоѓа во рацете на еден единствен човек. Тој е и премиер, и председател на државата, и извршна, и законодавна власт. Тој е и врховен, и уставен суд, и главен скопски архитект, и главен уредник на пола медиуми. И наместо после вакви катастрофални резултати, после вакви национални порази да излезе пред народот, да ја прифати реалноста и да ја превземе одговорноста, тој и понатаму продолжува да ја бара вината кај сите други освен кај себе, продолжува да го дели народот, да произведува непријатели и предавници. Го гледам на она славно интервју на X0 од понеделникот. Во еден момент вели, би сакал да ги видам сите тие ликови на купче. Бранко Стојан Андов, Тито Петковски од едната страна, Љупчо Георгиевски, Љубе Бошковски, Стојанче Ангелов од другата страна. Како вели, сите на купче и ајде. Ке не решел одеднаш, ке ја спасел Македонија, ке се ослободел од нас, ке може да продолжи да владее како сака, без било кој да му пречи. Епа, Никола, морам да те подсетам на некои работи. Нешто во последно време почна многу да ми забораваш. Со Стојан Андов, Никола, едно време беше во коалиција. И супер ти беше Стојан во тоа време. Кога почна да ти ги критикува политиките, одеднаш ти текна дека е стар транзиционен политичар, дека е под мое влијание, дека е народен непријател и странски платеник. Со Тито Петковски, Никола, во 2006 заедно направивте влада. Така со негова помош стана премиер. И тој во тоа време ти беше супер. Кога почна и Тито да ти ја критикува политиката, одеднаш и него го прогласи за мрачен лик од транзицијата, за мој послушник и продолжена рака. За таква цел човек вреди да се бори повеќе отколку за било каква власт, моќ или пари. За остварувањето на ваква цел, за изградбата на ваква Македонија, ве повикувам и вас, почитувани граѓани, да ни се придружите. Ајде во оваа битка да бидеме заедно, да бидеме единствени, да бидеме силни, да бидеме храбри, да бидеме решителни. Заедно можеме се. Ништо и никој не може да не спречи. Ајде, ајде да победиме за нашите деца, за нашата иднина, за наша Македонија.